Во населените места од денеска максималната дозволена брзина е 50 км на час, а не 60 како досега. Според измените за деца до 5 години ќе мора да има детско седиште одзади. Деца до 2 години ќе може да се превезуваат на совозачкото седиште, исто така во детско седиште, но во овој случај детето би седело сртено со лицето кон задниот дел на автомобилот. При тоа воздушното перниче треба да биде деактивирано. Новини има и во делот на потпишувањето на европскиот извештај. Возачите сега прво треба да го потпишат извештајот, а потоа да се тргнат од патот. Велосипедистите се должни да имаат бело светло од предната страна, катадиоптер со црвена боја или рефлектирачка лента на задната страна, како и по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна. Носењето шлем или рефлектирачки елек е препорачливо, но не е задолжително. Со измените првпат се воведуваат и нови категории возачки дозволи. Исто така се воведуваат и измени во начинот на казнување за прекршоци. Иселениците жестоко реагираат на барањата да им се ускрати правото на глас. Разочарани од однесувањето на СДСМ и нивното барање да се ускрати правото на глас за следните избори за представници во собранието, се организираат групи на социјалните мрежи со кои се бара премиерот Никола Груевски да не подлегне под притисокот на СДСМ. Диаспората е загрижена заради насоката во која се движи СДСМ и непрепознавањето на моментот на пресврт без излез или момент кога се губи контролата на текот на настаните. Тогаш хаосот што сте го создале ве проголтува вас, но и сите заедно. Свесно или несвесно, Македонија се турка кон непознато утро со цел пресврт во кој сите сме губитници. Бараме полесен пристап до гласањето, електронско гласање, гласање по пошта, олесната процедура за гласање од диаспората. Со цел од 2 милиони македонци во диаспората, барем најмалку 30% од нив да го остварат своето право на глас. Тоа се веќе 600.000 потенцијални гласачи. Со таа бројка на гласачи, диаспората би требало да има од 9 до 20 места во парламентот. Се истакнува во писмото упатено до Зоран Заев од иселеникот Дејан Наџиовски, кој потсетува дека диаспората учествува со околу 20% во македонскиот бруто домашен производ и дека околу 120 држави во светот и дозволуваат на својата диаспора да гласа. Документите од аферата Телеком достапни пред судот во Њујорк покажуваат дека праксата на Маѓар Телеком да потплатува политичари за да ги реализира своите цели не се случувала само во Македонија во периодот на владењето на СДСМ, ДОИ и ЛДП. Како што унгарската телеком компанија во сопственост на Дојче Телеком во 2005 година ја потплатувала владата на Бучковски и Шекеринска за да се спречи појавата на конкурентски компании на македонскиот пазар, на сличен начин го потплатувала и црногорскиот премиер Мило Џукановиќ. Предлог законот за необјавување на аудио снимки од прислушувани разговори останува во собраниска процедура. Деловнички, како што информираат од парламентот, законот не може да се повлече од председателот на парламентот, туку во оваа фаза тоа може да го сторат само предлагачите, пратениците Талат Џафери од ДУИ и Крсто Муковски од ВМРО ДПМН. За време на синокишните разговори за измени во изборното законодавство согласно со договорот од Пржино, според информациите СДСМ побарала повлекување на овој закон. Доколку предлогот не биде повлечен во рок од 20 работни дена, ќе биде ставен на дневен ред и ќе може амандмански да се интервенира. Германската компанија Маркарт денеска во индустриската зона Караслари кај Велес ќе отвори новоизградената фабрика. Инвестицијата се проценува на околу 35 милиони евра, а со отворањето на фабриката се очекува да се вработат околу 600 лица. Во фабриката ќе се произведуваат автомобилски делови за врвни германски брендови како Мерцедес, Ауди или БМВ. Во последните 24 часа се издадени 2582 потврди за намера за барање на признавање право на азил на странски државјани. Најбројни се државјаните на Сирија, односно 1827 лица. Рускиот амбасадор во Турција одново бил предупреден синоќа во врска со нови нарушувања на турскиот воздушен простор од руски авиони. Руските авиони навлегле на 2 пати во воздушниот простор на Турција викендот, а еден авион МиГ-29 летал под радарското следење.